Дали некогаш некој ти упатил непријатен коментар или шега во сексуална конотација? Или можеби без твоја дозвола физички те допрал? Сексуалното вознемирување може да се манифестира на различни начини и важно е да ги препознаеме сите форми за да можеме да ги спречиме и да се заштитиме. Непријатни коментари, шеги или непристојни предлози и сексуални коментари кои ги прават колеги или познаници или непознати лица се вербално вознемирување. Секое непожелно допирање, гушкање или било каков физички контакт без согласност е физичко вознемирување. Секој непријатен гест, покажување на непристојни слики или символики кои имаат сексуална конотација се невербално вознемирување. Со развојот на дигиталната комуникација, вознемирувањето преку социјалните мрежи или пораки е се почесто. Ова вклучува испраќање на сексуално експлицитни пораки или слики без согласност. Демнењето е упорно следење на некоја личност која предизвикува страф или вознемиреност, има форма на закана и доведување во ризик на жртвата која постојано се плаши за својата безбедност. Може да опфаќа следење, демнење, воспоставување на сакана комуникација во живо, преку телефонски повици или пораки, како и преку социјалните мрежи. Насилникот има за цел постојано да дава до знаење на жртвата дека е наблюдувана и следена и може да премини во физичко демнење со појавување на места каде што таа често се движи, како работно место, кафулиња, ресторани каде што излегува настани и слично. Сите овие форми на сексуално вознемирување се сериозни и се имаат длабоки последици врз жртвите. Важно е да зборуваме за овие прашања, да ги пријавуваме и да бараме поддршка. Само така може да изградиме безбедно и почитувано општество. Насилството не сме и не треба да остане непријавено.